Вообичаените проблеми со кои земјоделците од регионот се среќаваат пред жетвата на оризот беа изнесени на средбата што во просториите на општина Чешиново Облешево се одржа меѓу оризопроизводителите и заменик министерот за земјоделство, директорот на платежната агенција и на агенцијата за поддршка на развојот на земјоделството. Меѓу другото беше укажано на доцнењето во исплатата на субвенциите, потребата од подобра подготвеност на пристапните земјени патишта до земјоделските површини, како и за проблемот со откупната цена на производството за овогодишната реколта. Токму за ова прашање, заменик министерот Ване Костадиновски рече дека брзо ќе се реагира за да им се овозможи на земјоделците да го добијат очекуваниот приход од своето производство. Се договоривме да утре во 12 часот, четврток, во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во присуство на сите представници на институциите и во присуство на собствениците на откупувачките центри, регистрирани во регистарот за откупувачи во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и представници на здруженијата од општина Чешиново Облешево, на Сдруженијата на земјоделците, Сдруженијата на оризопроизводители да ни се една конструктивна дискусија ја утврдат цената по која што ќе се откупува килограм ориз, квалитетен ориз од ова поднебје во Република Македонија. Можам да кажам дека владата на Република Македонија понатаму ќе продолжи со истата поддршка, дури и со позасилено темпо, во делот на она што значи зголемување на обработливите површини под ориз. Ова во изминатиот период преку низата мерки за поддршка на производителите на ориз и севкупно на земјоделците резултираше со зголемување на површините од 4000 хектари во 2010 година до 5000 хектари во 2015 година. Во врска со доцнењето на исплатата на субвенциите за земјоделците, Костадиновски рече дека се одржуваат редовни средби со нив преку проектот Отворени денови, а на кои им се укажува за можностите да ги остварат овие и сите други барања. Им се дава одговор на лице место преку проверка на нивното барање или во рок од 48 часа добиваат одговор за нивната состојба, не само за личните барања, туку и генерално, значи проблеми кои што се однесуваат на населеното место во кое што го посетуваат, во делот на општината, дали е тоа потреба од изграда на некој објект во делот на водостопанството, дали е тоа од аспект на распределба на земјоделското земјиште, за постапката, начинот на кој што се распределува и така натаму. Градоначалникот Костадин Личков рече оти општината Чешиново Облешево добила финансиска поддршка од државата за поголем број инфраструктурни и други проекти за индиректна помош во земјоделството, со што за последните неколку години биле инвестирани околу 1 милион денари. Веќе општината Чешиново Облешево во 2013-2014 година веќе доби доволно проекти, со тоа што може да кажеме мостот на Злетовска река, потоа добивме канализација во населено место Кучичино, добивме урбанистички план за населено место Спанчево. Ова година добивме исто 3 мерки. Тие се мерките канализационен систем во населено место Чифлик, потоа имаме 2 улици во населено место Теранци и плоштади во секој населено место, тоа се мини плоштади. Благодарение исто пак на нив ќе кажам дека четврт проект добивме со тоа што преку Источен плански регион добивме 3 урбанистички планови, тоа за населените места Облешево, Чифлик и Чешиново. Заменик министерот Костадиновски на средбата со земјоделците вети дека ќе се работи за брзо обезбедување услови за нормално одвивање на жетвата на оризот, односно подобрување на пристапот на земјоделската механизација до нивите.